Пеколни температури во регионот. Од денес сме во портокалова или така наречена алертна фаза, која предупредува на опасност од последици од многу жешко. Во моментов, според последните мерења, во земјава преовладува насекаде сончево и многу топло време, дува на повеќе места умерен ветер од јужен и југоисточен травец. Во Штипскиот регион во 12 часот се измерени 35 степени и во текот на утрешниот ден во земјава ќе преовладува сончево и многу топло време, а дневната ќе достигне до 40 степен. И на пекол жешко за некои работници нема одмор. За сега добро. Научени сме за тоа што се работиме и зимно време и летно време, научени сме на ваква клима. Директори, шепови ни обозможуваат таквото тие заштитни мерки. Друго, што да кажеме, условите не се тешки за работа, сме ние навикнати на тие услови. Но вака не е секогаш. За да се заштити здравјето на вработените за време на алертната фаза, ќе се работи по посебна програма. Работна единица водата и канализација има дежурни екипи кои што работат 24 часа на ден. Тоа е така направено со цел да излеземе секојаш во пресед на граѓаните, пред секој повик да може да интервенираме. Во овие тешки услови, работи се кога треба да се интервенира во најжешкиот период од денот, имаат соодветна ХТЗ опрема која што е задолжително мора да ја користат при интервенции. За оние кои денес се затекнаа надвор, Црвениот крст делеше вода и здравствени услуги. Ке дистрибуира вода за пиење, флаери со совети како да се делува при овие топли високи температури и исто така нашите волонтери ќе мерат и крвен притисок, каде што ќе даваат и совети за тоа како да се заштитуваат и други работи. А своји препораки како полесно да го пребродиме жешкото имаат и лекарите. Да се премине на што полесна храна, богата со течности, со минерали, она што често ќе не залажува кога ќе се вратиме од топлото време, тоа е дека кога ќе сме дехидрирани, тогаш чувствуваме додатна глад и заради потребите на организмот, меѓутоа прво оно што треба да се надокнади тоа е течностите. Денес Штип бележи рекордна потрошувачка на вода која достигнува и до над 300 литри во секунда. Филтер станица располага со доволно количини на вода за пиење која што се испорачува низ градот, но сепак останува апелот до граѓаните за рационално користење на вода. На пекол жешко се зголемуваат и потребите од крв, а се намалуваат крводарителските акции. Па од Црвениот крст со следниот апел. Ги повикувам сите активни крводарители да не чекаат да се реализираат активности, односно крводарителски акции од страна на Црвениот крст, туку ги повикувам да активно да се вклучуваат и редовно додат во Центарот за трансфузиологија и тамо да даруваат својата драгоцена крв. Ваквите температури ќе потраат уште неколку денови, па најдобро е да се внимава многу.